Митко Апостолов за својата стихозбирка "Тело од речено отпливање" е добитник на годинишната награда "Антологија на болката" на 54-тите Рацинови средби. За оваа награда пристигнале 12 стихозбирки, а жири комисијата едногласно одлучила наградата да ја понесе Апостолов. Истата ќе му биде врачена на 9 јуни, кога и свечено ќе бидат отворени Рациновите средби. Го следите најновото информативно издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Браунфилд инвестициите ги заживуваат старите индустријски капацитети во Велес. Се уредува централното градско подрачје во Демеркапија. На војниот полигон во Велес се одржа годишен надпревар во гаѓање со пиштол на резервните официри и подофицири. Браунфилд инвестициите ги заживуваат старите индустријски капацитети во Велес. Објекти оставени на забот на времето стануваат објекти кои се создава извозен раст. Веќе неколку странски и домашни компании ги реализираат своите производствени развојни планови токму во Велес. Дијана Иванова на оваа тема. Дека објектите на некогашните индустријски капацитети не мора да бидат споменици на транзицијата, доказ е просторот на некогашната Нонча Камишова. Тука неколку странски домашни компании ги реализираат своите производствено-развојни планови. Пред 7 дена, со символично сечење на црвената лента, се означи стартот на работата на германски СТС Текстил во Македонија. Нивната керка фирма Лутекс е првата фабрика која семејството Туч ја отвора надвор од родната Германија. Опремата која што имаме, текстилната опрема, е секако една од најсовремените опреми кои што воопшто се користат некаде во светот. И производството би било некаде околу 2500 квадратни метри на ден. Во следните 3 месеци самото производство ќе се удвои и некаде до крајот на годината планираме производство од 5 тони на годишно ниво. Со самото воведување на уште еден погон во рамките на овој погон, оној дел што е за надзор и за инспекција, секако дека ќе имаме една од најиновативните и најефективни компании за ткање воопшто во светот. Секако дека планираме да продолжиме со истото темпо и во иднина, планираме да имаме дополнителен пораст во следните 5 години, секако со отварање на нови оддели, меѓу кои одделот за шиење. СТС Текстил е само една од странските инвестиции кои во Македонија започнуваат свој бизнис благодарение на работата на економските промотори во поранешната влада. Оваа инвестиција е дел од работата на промоторот Джери Наумов. На отварањето на фабриката, тој потенцираше што се тимот од неговиот кабинет сработил во изминатите 2 години, најавувајќи ги новите инвестиции кои инвеститорите наскоро ќе ги објават. Во текот на последниве 4 години го имаме постигнато следново. 29 проекти, од мали до големи. Овие проекти потекнуваат од 13 држави, што значи години поминати во патувања да се убедат компаниите да дојдат и да посетат земја за која воопшто и не слушнале претходно, или регион за кој претходно слушале само негативни вести. Сите наши проекти се планирани со 5 годишна цел за капитални инвестиции. Опрема, објект, обука и така натаму, како и планирана и предвидена бројка на нови вработени. Врз основа на овие 5 годишни проекции и доколку се оди според планираното, а сите ние знаеме дека некои планови не се остваруваат поради непредвидени финансиски, економски или политички ситуации. Со овие 29 проекти ќе се постигне следното: 200 милиони евра во капитални инвестиции и 8.000 ново отворени работни места. Во 2014 година компанијата СТС Текстил беше прогласена за една од 100 најдобри иновативни компании во Германија. Компанијата е семејна и со производство на текстил се занимава 30 години. Во македонската фирма во моментов вработени се 20 на лица, а се очекува по 5 години бројот да достигне и до 1000. За одреден временски период жителите на Демиркапија ќе добијат современ и модерен плоштад со површина од 6500 метри квадратни. Во полнек се градежните работи за реализација на истиот, на кој ќе бидат поставени клупи, садници, урбана опрема. Ќе биде изградена фонтана, како и канделабри со поставување на лед светилки за осветлување на плоштадот. Мартина Митков ги има деталите.
Општина Демиркапија изгледа на едно големо градилиште. Голем број инфраструктурни зафати се извршуваат на повеќе места. Самиот центар на општината е целосно раскопан. Овде за одреден временски период ќе биде изграден современ и модерен плоштад со површина од 6500 метри квадратни. Жителите на Демиркапија заслужуваат ваков плоштад, бидејќи ова место на времето беше главната улица или зборното место каде се собираа повеќето граѓани, рече градоначалникот Трајче Димитриев. Како што и сами гледате, Демиркапија е цела раскопана на овие неколку месеци. Во Демиркапија моментално се кај што стоиме се гради плоштад на некаде 6500 метри квадратни. Овој плоштад треба некаде да се, ние имаме крајен рок да се изради до крајта на септември, али нашиот план и како што одат работите дека треба да заврши некаде до средината на месец јули. За сега се извршува поставување на подземна електрична инсталација и поставување на атмосферска канализација. Со овој проект се планира да се изврши поплочување на површината, да се постават канделабри за поставување на лед светилки за осветлување на плоштадот, изградба на фонтана, посадување на садници и поставување на клупи, канти за отпадоци и друга урбана опрема која ќе биде во склоп на плоштадот. Тука баш во центарот на градот е Домот на културата, градинката, училиштето, сите продавници се. Ние не сме кој знае колку големо место, така да во едно така мало место и верувам дека добро би било да имаме и ние еден плоштад и верувам дека за блиски иднина, за некој месец и пол, дека и овој дел ќе биде завршен. Истовремено, градежни активности се извршуваат и на дело до Биколницата, а во претходниот период беа асфалтирани улиците Питу Гули во должина од 220 метри и улицата Орце Николов во должина од 600 метри. Според календарот на Македонската православна црква, денеска е задушница. Овој празник секогаш паѓа во сабота, зашто Исус тој ден пред воскресението во недела го поминал упокоен. Денес се посетуваат гробовите на најблиските, но и храмовите на Македонската православна црква. Колку младите луѓе ги посетуваат храмовите? Ова беше прашањето што неодамна му го поставивме на митрополитот Повардарски господин Агатангел. Познавањето на верата е насушна потреба за човекот. Изучувајќи ги вистините на христијанството, ја отвараме вратата за влез во духовниот живот, кој што води кон стекнување на заедница со Бога и со сите луѓе, вели митрополитот Повардарски господин Агатангел. Среќен сум, додава митрополитот Агатангел, што гледам дека во црквите во мојата епархија има се повеќе млади луѓе. Мислам, тоа се зависи од домашното воспитување. Па не можам да кажам дека сме задоволни, но сепак младите луѓе повторно се враќаат во црквата, бидејќи доволно читаат сега. А нашата епархија се труди што повеќе и повеќе да отпечати православна литература на наш македонски јазик и да биде достапна до сите млади. Општеството во кое живееме има големо влијание врз младиот човек, вели митрополитот Агатангел, но и од минатото системот на едноумие, на атеизам и комунизам се уште се чувствува кај некои наши ближни, но со време ќе се смени тоа и верниците ќе се вратат во црквите, додава митрополитот Агатангел. Јас верувам дека со време сите ќе се дојдат во црквата затоа што ја чувствуваат потребата од црквата, чувствуваат потреба дека само мирот и спокојството и радоста и љубовта може да ги доживеат овде на ова место. Мир можеме да доживеме само во црквата ако навистина созерцаваме со Христа и размислуваме за Христа. Тогаш Бог ќе ни го даде мирот и љубовта кон нашите ближни, кон нашите родители, кон нашите браќа и сестри и така натаму. Повардарската епархија секоја година го издава списанието Православна светлина, кое се печати во 10.000 примероци, но и многу други брошури и православни книги кои постојано се бараат и читаат од страна на верниците.
На воениот полигон во Велес денеска се одржа воена вежба на резервните старешини и подофицери. Ова вежба имаше и надпреварувачки карактер, а прецизноста во гаѓање ги одмерија 120 припадници на ова здружение. Професор доктор Малковски вели дека ваквите настани се добра можност подофицерите и офицерите да ја проверат својата подготвеност. Повеќе од 120 резервни офицери и подофицери од Македонија учествуваа на вежбовната активност гаѓање со пиштол калибар 7,62 мм. Истиот се одржа на стрелиштето во околината на Велес. Вежбата е дел од годишната програма на Организацијата на резервни офицери во соработка со Генералштабот на Армијата на Република Македонија и Министерството за одбрана. На ова стрелиште денеска учествуваат преку 120 резервни офицери и подофицери кои што сакаат да ги возобноват своите знања, сакаат да ги возобноват своите активности, меѓутоа истовремено и да се потсетат на гаѓање со пиштол 7,62. Секоја година барем минимум 3 гаѓања имаме како организација на резервни офицери. Ова гаѓање што е во Велес е од републички ранг, додека имаме уште 2 гаѓања кои што се од регионален ранг, и тоа гаѓање со автоматска пушка во Кичево и гаѓање со автоматска пушка и митралес МПС-3 кој ќе биде во Велес во септември оваа година. Оваа вежбовна активност има и надпреварувачки карактер. Меѓу учесниците беа и Марија Денковска и поручникот Киро Томиќ. Денеска сме по редовна обука на воените резервни офицери на Република Македонија, така што со гаѓање на пиштол М72 на мета од 15 метри. Јас како дел од организација на резервни офицери од Свети Николе ќе се надпреваруваме со гаѓање на пиштол од 7,62 мм. И ќе ни биде чест да победиме. За најпрецизните, односно за освоено од прво до трето место групно и поединечно, организаторот додели признанија. Организацијата на резервни офицери брои повеќе од 10.000 членови. Ѕидот на Рацин годинава изостанува како дел од активностите на 54-тите Рацинови средби. Причина за тоа е што во изминатите 2 години истиот беше предмет на вандализирање од поединци. Васил Зафирчев вели дека истата ќе биде вратена како дел од активностите, тогаш кога локалната самоуправа ќе успее да обезбеди некоја безбедна локација за истата. На 54-тите Рацинови средби изостанува активноста Ѕидот на Рацин. Причина за тоа е што во изминатите 2 години истиот беше предмет на вандализирање од поединци. За реализација на истата, Сдруженијето на граѓани ФАЦ Тоби, кој е организатор, одвојува буџет, а истиот се уништува. Како организатори на манифестацијата, не смееме повеќе да го дозволиме тоа, вели Васил Зафирчев. Така што ќе очекуваме во некој идно време, кога локалната самоуправа ќе успее да обезбеди некоја безбедна локација, на која што ќе можеме да реализираме таа активност, се разбира, ние ќе ја продолжиме. Тоа е традиционална активност со ликовните уметници од гимназијата и сметавме дека тоа ќе значи нивно активно вклучување во манифестацијата и некаков допринос кон чествувањето на ликот и делото на Рацин. Оваа година нема да ја има и процесијата за Рацин, информира Зафирчев. Вели, овие активности не наишле на голем интерес од страна на граѓаните, но во иднина постои можност истите повторно да бидат вклучени во програмата. Така што очекувам дека како ќе се одвиваат нештата понатаму, ќе имаме можност да ги продолжиме овие активности, особено по иницијативата на Македонскиот манифест за ескумација на телото на Рацин од спомен костурницата каде што е положено заедно со сите паднати борци на Народно-ослободителната борба и правење на негов индивидуален гроб, некаков мавзолеј. 54-тите Рацинови средби ќе се одржат на 9 и 10 јуни. Свеченото отворање и затворање на манифестацијата ќе се одржат во театар Џинот. До исплата на субвенциите и утврдување на цената по која ќе се откупува пченицата. Ова се засега приоритетните барања на земјоделците од новиот министер за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски. Од Федерацијата на фармери велат дека на чекор пред жетвата на пченицата неопходен е состанок со откупувачите и преработувачите за да се утврди откупната цена,
но и за да се направи проценка колку количини налебно жито ќе има. Поради лошите временски услови, држава во споредба со минатите години ќе биде многу извезено, позависна во споредба со минатата година, кога најмалку 60% од потребите со лебно зрно беа обезбедени од домашните производители. Останатите информации од Македонија во продолжение. Поддршката на земјоделците за набавка на земјоделска механизација ќе се намале од сегашните почетни 50% на почетни 30%. Ова е според проценката и предлогот на СДСМ. Она што е дилема дали воопшто направиле анализа на актуелните политики или пак свесно одат во ретроградно намалување на поволностите за земјоделците, пишува лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во статус на Facebook. СДСМ на големо ветува ставка на субвенции за набавка на земјоделска механизација, кои ќе се даваат од 30 до 50% поддршка за земјоделците. Но ова веќе постои и се применува и под подобри услови и по високи износи. Сега се загарантирани 50% за субвенции за набавка на земјоделска механизација, односно 55% за млади земјоделци, за земјоделци од неразвиени подрачја е 60% поддршка, а за жени земјоделци 65%. А во најновата програма реално предвидовме почетна основа да биде 60% поддршка. Со предлогот на СДСМ значи дека практично поддршката на земјоделците за набавка на земјоделска механизација ќе се намали од сегашните почетни 50% на почетни 30%, како што предлагаат. Она што е дилема, дали воопшто направиле анализа на актуелните политики или пак свесно одат во ретроградно намалување на поволностите на земјоделците, наместо политика на зголемување, политика на кратење, пишува лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на својот статус на Facebook. Превентивно од малопродажба во државава се повлекува производот Novolax Medix. Поточно серијата 9903-52-4, 400 грама со рок на употреба до 24 септември оваа година на производителот УП Медија Европаса со потекло од Франција. Преку соопштение, компанијата дистрибутер за Македонија соопштува дека причина за повлекувањето е можното присуство на несоодветна содржина на естер на масни киселини, утврдени во анализата. За да се избегнат било какви негативни последици по здравјето на најмладите, од компанијата препорачуваат производот со овој серијски број да не се употребува. Оние купувачи кои го имаат купено истиот може да го вратат во аптека, каде ќе им бидат вратени паричните средства. Првата вечер од фестивалот Рока Маринка е прекината, откако германската полиција во Кобленц добила дојава за конкретна закана. Организаторите на Рока Маринк соопштија дека полицијата ги посоветувала да го прекинат фестивалот. Се уште не е познато колку луѓе имало во публиката, но се претпоставува дека тридневниот фестивал може да привлече околу 90.000 лица. Вести од светот во продолжение. Соединетите американски држави треба да се вклучат во диалогот помеѓу Приштина и Белград. Ова во изјава за приштинската ТВ Кланг го изјавил председателот на Алијансата за иднина на Косово, Рамуш Харадинај. Тој смета дека Европа не може сама да го реши проблемот без вклучување на САД. Харадинај посочува дека нема да прифати нееднаков диалог без реципроцитет, како и дека со Србија не може да се разговора за интерни прашања и теми за Косово. Харадинај е кандидат за премиер на коалицијата помеѓу Алијансата за иднината на Косово, Демократската партија на Косово и Иницијатива за Косово, а Србија го обвинува за злосторство над српското и албанското население за време на војната. Косово има 133.941 гласач повеќе од жители. Во косовскиот избирачки список запишани се 1.872.941 гласач, додека бројот на жители е 1.739.000. Според резултатите од пописот на население, бројот на гласачите запишани во единствениот избирачки список во Косово е поголем од бројот на жители. Од Централната изборна комисија вела дека се е подготвено за изборите, иако организацијски имале кус временски рок, што пак е причина диаспората во целост да не може да гласа.
Косовската диаспора е навистина голема, иако не располагаме со точна бројка, сигурни сме дека имат над 500.000 лица кои живеат и работат надвор од Косово. Кога беше спроведен пописот на населението, емигрантите не се попишани. Поради тоа бројот на гласачи е поголем од бројот на жители во Косово, зашто според евиденцијата на Министерството за внатрешни работи, тие се државјани на Косово, вели Восјета Дека, председател на Централната изборна комисија. Централната изборна комисија на овие избори за прв пат ќе има главната улога во организирање на изборите во северниот дел на Косово, каде што живее српско население. Денеска имаме нестабилно и облачно време, проследено со пороен дожд и грмежи. Локално процесите се поинтензивни во форма на невреме со обилен пороен дожд, електрични празнења, засилен ветер и град. Како што соопштуваат од Управата за хидрометеоролошки работи, се очекува на места да наврнат и над 35 литри на метар квадратен дожд. Во вечерните часови врнежите ќе престанат. Минималните температури се движеа од 12 до 18 степени, а максималната дневна температура достигнува до 30 степен. И в недела попладне на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи и ќе дува умерен јужен ветер. Во првите денови од наредната недела во попладневните часови ќе има појава на нестабилност, но ќе биде полокализирана и повеќе ќе биде застапена во планинските подрачја. Минималната температура ќе се движи од 10 до 16 степени, а максималната од 24 до 30 степени. Со ова го завршуваме информативното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието, а вие понатаму останете со нашата програма. Пријатно!